Република ТВ е доктор Ирена Најдовска, специјалист психијатар во Неуромедика. Ќе разговараме за анорексијата и за булимијата. Добар ден, доктор Најдовска. Добар ден. Да ги дефинираме, што е анорексијата, а што е булимијата? Анорексијата и булимијата спаѓаат во бихевиорални расстройства, тоа се расстройства на исхраната. Тие меѓусебно се добро феноменолошки издиференцирани, но етиопатогенезата им е заедничка. Приближно иста етиопатогенеза имат. Анорексијата, според македонската класификација на болестите, се смета намалување на телесната тежина, држење на диета, која што се прави по волев пат, по волево гладување, а исто така и по пат на екстремни вежби, употреба на најразлични и злоупотреба на средства за брзи столици, тоа се лаксативите, диуретици, за намалување на течностите, се со цел да се намали телесната тежина. Значи, во основата на двете заболувања имаме променета перцепција за сопствениот изглед, за обликот на телото, за изгледот на телото. И во основата постои кај двете заболувања екстремен страв од зголемување на телесната тежина. И додека булемијата, тоа имаме променливи интермитентни фази на прејадување кое се случува во мали временски интервали. Прејадувањето најобично е во вечерните часови. Се земаат големи количини на висококалорична храна и се користат неадекватни методи за одржување на телесната тежина, а тоа е провоцирано повраќање, кое во почетокот е провоцирано, а после следува и рефлексно повраќање. Како да се препознае? Па кај пациентите... Кои се првите знаци и дали родителите кај нас доцна ги забележуваат тие знаци? Па вообичаено пациентите кои што првим болеста им започнува со булемија, затоа што фазите можат да се менуваат една со друга, од анорексија во булемија и од булемија во анорексија. Булемичните пациенти, имајќи го проблемот со рефлексното повраќање, се плашат и побаруваат лекарска помош. Тие се свесни за својата болест и често тоа ги прави депресивни и бараат помош, исплашени се. Додека кај анорексичните пациенти проблемот е посигнификантен, затоа што тие никогаш не го признаваат своето заболување. Дури и при добронамерни забелешки од нивните блиски, од нивните роднини, пријатели, дека изгубиле преголема телесна маса, дека недоволно се исхрануваат, они тоа го одбиваат. Нивните критериуми и нивната строгост преминува во невротичност. Тие и колку повеќе слабеат, тие се по-незадоволни и незадоволни со нивната телесна тежина. И затоа се изложуваат на екстремни физички вежби. И покрај нивната физичка исцрпеност, тие имаат енормно енергија и затоа ги прават тие вежби, па одат дури до фаза на аскетство. За да ги препознаат родителите, обично симптомите почнуваат постепено, незабележително. Може тоа да се појави после коментар на некој близок другар, дека е некој дебелко, или па доколку некој родител е обсесивен, па му кажи на детето дека не е добро толку да се јади, дека не изгледа убаво. И тоа почнува постепено. Може да се јави после некој стрес, например, како што се стресови во животните циклуси, тргнување во школа, потоа одење на факултет, раздвојување од семејството, проблеми во љубовта, проблеми во учењето. Мислам, сето тоа доведува кај некои што се преемоционални, да они сакаат да ја контролираат ситуацијата, а контролата успеваат да ја направат само врз храната. Па родителите обично треба да алармираат кога детето почне да ја селектира храната, да ја мери храната, да зема многу малку калории, осетно да почнува да слабе, а се смета дека е во некоја почетна фаза, обично кога тежината ќе му е 15% пониска од оној нормален body mass index. Значи, body mass index изнесува телесната тежина на субјектот поделена со висината во квадратни метри. Штом таа ќе достигне 15,
и веќе над 15, значи детето завлегува во критична фаза. И кога него му се укажува дека е она слабо, она не признава, не реагира на тоа, неговите критериуми, значи, одат селектирање, мерење на храна, употреба на средства што го намалуваат апетитот, употреба и злоупотреба на лаксативи за да има чести столици, употреба на диуретици, па може да има и провоцирано повраќање. Ке 20% од анорексичните пациенти имаат и провоцирано повраќање, предизвикување на провоцирано повраќање. Сега, таа обсесивност со храната му е постојано. Тие тоа го прикриваат од средината, не го прикажуваат. Тие се обсесивно врзани за храната. Обсесија им е постојано бараат рецепти за храна, припремаат за храна, се грижат за храната, но не ја јадат, ја сокриваат или ја исфрлаат. Обично можат да преминат и да имаат и фобија. Значи, доаѓа до такви размери, што се доаѓа до една фобија, каде што во центарот на фобијата е храната, а во основа на сето тоа е променетата перцепција за сопствениот изглед, за обликот на сопственото тело. Каков треба да биде приодот во лечењето на овие болести? И кои специјалисти треба да го сочинуваат тимот кој ќе ги лекува? Приодот во лечењето на овие болести е, мислам, еве и до вас ќе назначам, значи, преку медиумите обично се етаблираат некој изглед кој е пропишан дека е општествено и културно прифатлив, например, дека тоа е за да изгледаш убаво, треба да бидеш слаб. Постојано се пласираат некои комерцијални диети и обично од таквите заболувања страдаат најмногу деца во адолесцентен период, кои што се уште немаат добро изградена структура на личноста, се уште се осетливи, се наоѓаат под една бура на хормони. Можат од тоа да заболат манекенки и професии балерини кои што се поврзани, каде што треба да ја одржат телесната тежина. Намерно оние одржуваат ниска телесна тежина. И после тоа им одмакнува од контрола. Затоа што самодовербата како личности не треба да се гледа и да се гради преку нашиот надворешен изглед. Ние како личности имаме и други квалитети. Затоа што ако родителите на почетокот не го сватат тоа за сериозно, заболувањето може да галопира во други стадиуми. Може да галопира до несоница, до промена на функцијата на органите и така. Ме прашавте за тимот за лекување. Така. Обично, за да се пристапи кон лекување, постојат критериуми. Треба да се направи анализа, крвна слика, затоа што може да имаме пореметување од намерното гладување и врз составот на крвта, така да имаме анемија, леукоцитопенија, тромбоцитопенија, коагулопати, можат да се појават пореметувања и на гастроинтестиналниот систем, панкреатит, хепатостеоза, можат да се појават исто така пореметување на жлездите со ендокринолачење, може да се појави хипоталамична аменореја, може да се појави пореметување на функцијата на тироидната жлезда, еутиреоза. Потоа имаме исто така добивање тие луѓе кои што некој период во животот имале анорексија, па дури и да се излечиле, се кандидати за остеопороза. Потоа имаме промена на метаболизмот, на електролитниот статус во организмот. Се добива инсипиден диабет, промена на работа на срцето, може да дојде дури и до оштетување на срцевиот мускул, промени во ЕКГ-то, аритми и критериумите за лекување се. Први, кога родителите ги видат првите знаци дека нивното дете ја селектира храната, одбива да јади, губи на тежината и упорно е физички активно, се со цел да ја намали телесната тежина, тоаш треба да се иде на психијатар. Доколку ги надмине овие фази, доколку дојде до органско пореметување, например, доколку тоа веќе му се пореметено, добива хормонски дисбаланс, не добива менструални циклуси. 3 последователни циклуси е алармантно нешто. Значи, треба да се иде на лекар. А за хоспитализација критериумите се уште поголеми,
тогаш, затоа што тоа е сериозна болест, доаѓа до оштетување на органите, доаѓа до дехидрација, пореметување на електролитниот дисбаланс, што не може да се среди со надворешна употреба на орални лекови. Потребно е ставање на сонди, системи со електролити, и исто така може да има да западне во длабока депресија, па дури да има суицидални тенденции, па чак и да премине во некоја психотична декомпензација. Доколку заболувањето е на почеток, анксиозноста, несоницата, депресивноста се лекуваат со антидепресиви. Исто така се употребуваат антидепресивите и за стабилизација на апетитот. Во следната фаза, доколку дојде до хоспитализација, потребно е соработка од тим интернистички и психијатриски, за да би се ставил пациентот под мониторинг. Сето е тоа со цел за воспоставување на повторното нормално исхранување. Се почнува со ниски калорични вредности, секој ден тие се наголемуваат, дури се привикне субјектот, па потоа кога ќе се постигне внесувањето на исхраната по нормален орален пат, се преминува на постигнување на телесната тежина и на крај се работи психијатриски на променетата перцепција, на несигурноста. Обично тоа се преамбициозни личности. Личности кои што се интровертно, кон себе си насочени. Личности кои што се егоцентрични. И првата асоциација нам секогаш ни е дека девојчиња, деца во пубертет се најчестите случаи, но дали има и кај возрастни анорексија и булимија? Према епидемиолошките податоци, кај анорексијата, заболувањето женски субјекти према машки е 9:1. Најбројна популација кој што заболува од анорексија е од 13 годишна возраст до 23 годишна возраст. Пикот е во 17 годишната возраст. Но не значи дека нема отстапки под таа и над таа возраст. Доколку се отстапките кај помалите деца, од 10 до 13 години доаѓа до запирање во растот и во развојот на телото. Значи не им се развиваат секундарните карактеристики, не им се развиваат градите, не добиваат менструални циклуси. Дури и после посредувањето на таа анорексија, кај нив останува тоа заостанување на менструалните циклуси. Кај жените исто така над 23 годишна возраст е познато дека имаат анорексија. Обично се тоа жени што имаат некои стресови, некакви емоционални проблеми, па чак е познато дека може да се јави дури и до менопаузата. Американците правеле некои епидемиолошки испитувања и се смета дека 95% од испитаниците биле од бела раса, 3/4 биле прв пат кај кои што се јавила анорексијата адолесценти, значи 3/4, сите оние други остануваат за таа 1/4, и 3/4 припаѓале на средните социоекономски слоеви. А кај адолесцентната популација, анорексијата е на трето место од хроничните заболувања. Доколку не се лекува, мислам, морталитетот е од 5 до 10%. Значи, ипак се работи за едно сериозно заболување. Кај булемијата процентите се малку подруги. Односот жени-мажи е 10:1. Обично тука е поместена границата, најмногу страдаат субјекти од 15 до 30 годишна возраст, но тоа не значи дека нема отстапки. И исто така, кај адолесцентната популација, во целокупната адолесцентна популација има од 2 до 4%. И ова заболување знае да биде опасно, затоа што честите провоцирани повраќања можат да извршат оштетување на хранопроводот, па да има хематемези. Обично епидемиолошките податоци покажуваат дека кај булемијата, за разлика од анорексијата, постои коморбидитет заедно со расстройствата на расположението, со депресијата и со злоупотребата на алкохол и психоактивни супстанции. Па во тимот за лекување на булемијата би се вклучил и друг тим за зависност. Покриј. А лекарите велат дека девојчињата практично ги оштетуваат органите за да добијат манекенска става. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Зборуваме за перцепцијата. За перцепцијата, тоа е своето тело. На своето тело, значи кај девојчињата имаме намерно гладување, се со цел да се постигне таа идеална тежина.
Но таа идеална тежина, колку и они да се слаби, они не се задоволни од јако гледат, јако се мерат на вагата, јако внесуваат малку калории, нивните критериуми стануваат се построги, додека не дојде до физичка исцрпеност и органски оштетувања. Тие органски оштетувања идат со излачување на хормони на стресот, кои делуваат на хипофиза, па таа на хипоталамус и после се поврзани како хипоталамо-хипофизно-тироидна оска. А знаеме дека тироидната жлезда управува со растот, со телесната температура, со работата на нервниот систем. Буквално, ако е неадекватна работата на тироидната жлезда, се добива болест која што е поврзана со тироидната жлезда и потоа таа повлекува реперкусија на сите други системи. Влијае на работата на кардиоваскуларниот систем, влијае на работата на метаболизмот на организмот, влијае на сексуалната функција. И после затоа ланчано се појавува и таа хипоталамична аменореја. Значи имаме недостиг на тироиден релизинг хормон, недостиг на фоликулостимулирачки хормони и на лутеонизирачки хормони. Значи имаме дисбаланс на менструалниот циклус. Имаме ли податоци во Македонија колку лица страдаат? Па во Македонија нема статистички податоци, на жалост, колку лица страдаат од анорексија или булемија или променливо од едното или другото заболување, затоа што и едното и другото можат да минуваат низ различни фази. Кај анорексијата може да имаме еден налет на анорексија и целосно излекување. Може да имаме интермитентни случаи каде што имаме ремисии во текот на болеста, подобрување и релапси. Пак запаѓање во тие анорексични епизоди при некој стрес, при нешто што го дисбалансирало субјектот, додека кај некој процент од нив болеста си е хронична. Значи се провлекува кон целиот живот. Се лекуваат ли овие заболувања? Па кај 20% од субјектите се лекува само по првата атака. Кај 60% од болните се враќаат на нормалната работа, на нормалното функционирање со чести ремисии, релапси, но се постигнува функционалност и излекување и следењето треба да биде подолго, баш во оние ремисии кога пациентот се чувствува најдобро и затоа тој треба психијатриски да се следи од 3 до 5 години. А нажалост, кај 20% од пациентите и покрај сета пружена помош од целосни тимови, од интернисти, од психијатри, вклучувајќи фармакотерапија, психотерапија, лекувањето не е успешно и кај 5 до 10% се завршува летално. Доктор Најдовска, јас ви благодарам за гостувањето во Република ТВ. Благодарам и на вас.